civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Голем елемент на лажни вести во Македонија е партиско-политичкото дејствување кое смета дека може своите цели да дојде на власт. Глобалната, општата цел, дека може да ги оствари со тоа што низ медиумите или медиумскиот простор ќе пушта вести што не му носат гласу. И тука не се селектира во смисла што е лажно, што не е лажно. Се пласираат и лажни вести, како тоа се смета дека тоа пласираат пак преку медиуми или преку службени да речеме официјални портали. Втор елемент од аспектите што еден дел од медиумите, значи се вклопуваат во меѓународни мрежи кои произведуваат лажни вести. Тие механички ги преземаат. Нема да кажувам имиња. Ама јас читам да речеме неколку текстови, ама знаење овде вградено. По 2 дена Спутник го објавил тоа пред 5 дена и овие нашиве пријатели, колеги го презеле. Внеле 6-7 своји зборчиња, најчесто уличарски и улични, и публикава, нели, која не може да го бара Спутник и која не може. Тоа е крадење без пренесување извор, нели? Не, може има дозвола тие. Јас тоа не знам. Меѓутоа, гледам дека таа анализа што ние како публика треба да се воодушевиме. Ами што е целта? Да протнат пропаганда. Пропаганда, таа значи тоа што каналот е забранет за емитување овде поради руската агресија врву Украина, си наоѓа свој каналче. Од индустријска комуникација е пренесено на интерперсонална човечка комуникација. И се ние човекот логично според нас добро го сработил, еве какви сознанија, какви анализи, каде се копал по ова, ако се испоставува дека тука и државата треба да си има некоја интервенција, некоја заштита, треба да ги разоткрива тие лажни пропаганди кои пробиваат на овој простор медиумски. Општеството Македонија не достигнало за жал тоа историско ниво да се знае дека кога се зборува вистината е најдобро. Значи, помала штета е ако се каже вистината која не им се допаѓа на луѓето, отколку ако се манипулира и тоа брзо без чекање. Веќе се дознае тоа. Па ше ние сме општество малку бројно. Па ние за 5 минути истата вест во Битол, јас можам да ја проверам, како што може да ја провери во Скопје. Истата вест дали на конференцијата за печат вистина тој го кажал тоа или едните извлекле едно, другите извлекле друго. Или крадење на зборови. Одамна тоа мене ми специјално заречем. Кога му вадат еден збор на човекот и смислат наполно се губи. Тоа значи организирана организација. Свесно, значи свесно се води. Околу спомнавте Спутник, на пример, агресијава руска врз Украина и генерално тој тип на пропаганда, како да ги лоцираме како обични консументи тие центри на кампања? Како да се одбрани? Не, па не е тоа направено за кратко време. Тоа е таму вложен голем труд, големо знаење. Тоа е многу суптилно правено. Значи, тоа не е лесно да се открие, посебно на публика која е во состојба, да речеме, просечно и малку надпросечно да следи и да анализира и така натаму. Треба многу знаење за тоа да се открие која е суптилноста на таа порака. Кој еден збор ќе се употреби на Евровизија, ускратени и се поените на таа и таа држава. Ускратнени. Значи испаѓа дека не се следуваат тие поени, а без замисли некој ги зел. Гласат, меѓутоа истинува, не се ускратени. Од самиот термин. Па тоа е тоа, значи тоа е суштината е да се наведе дека овие заслужуваат, ама еве некој им ги одзел. И тоа влијае врз расположението на јавност. Ама тоа ова е најбезболен пример. Тоа води на цели воени структури, така се употребуваат, механизмот каде што треба, значи цела линија на гледање. Добро ви разбирам, Москва овие подготовки за оваа инвазија е почнала многу порано. Па види се, значи по принципот на следење на нештата, Значи прво значи има меѓународни аналитичари од јавен настап медиумски, аналитичари во делот на политичкото и државно дејствување кои викаат ќе има напад тогаш и тогаш. Системот оттаму вика уште малку ќе ни кажете која ќе одиме на одмор. Па врви една недела и војската влегува. Значи, са што е? Пред една недела, тоа може да се провери. Нема инвазија, потоа има инвазија. Излегува дека едните и другите точно знаат кога што ќе се случи. Ги диктираат овие медиумски, условно да речам, влијанија во јавност. Има фобишес да кажам дека Кока-кола, освен пијалак, произведува и реклами. Како паралелна индустрија. Значи, секоја војна паралелно произведува пропагандна војна. Тоа се составен дел. Само што вамо има воени дејствија
топови, тенкови, бомби, уривања, убиства и така натаму, а ваму информации, дезинформации, нагласувања, специфичности. Која е целната група? Домашната јавност или и домашната и меѓународната? Цел свет. Значи, со механизмот на интернет во целина, значи тоа стигнува до сите структури. И обичната публика, ако ја прими таа веста, дури речи, еве, така пишува, така е објавено, тоа е точно, а и другата јавност, значи, имаш и во држави каде што јавното мислење, најпозитивна смисла, има дејство врз политичките одлуки, врз крупни политички одлуки, нема работа да го слуша јавното мислење. Значи, дури уште повеќе оно што па и уште не е наклонето. А и што е наклонето, нели, како се вика, на своите им се фалиш, ама и на другите, па ако те прифатат,